Добро вечер, започнува Фолк ексклузив. Еве што ви подготвивме за последниот ден од оваа недела. И што не ме познаваат, секогаш првиот впечаток може да биде негативен. Кажи, птицо бела. Рекаш на ти, иначе нема да разговарам. Добро. Повторно ве подсетуваме кои се наоѓа од петото до второто место на нашата топ листа и веднаш потоа гласете на весело.мк. Место број 5. Анета Арсовска. Бомба. Ti ne me poznavaš, štom taka igraš, no ke ti kažem, mnogo riskiraš, premalko vložuvaš, a mnogo baraš, zasi te maži, prikazna stara, baš me nerviraš, ke eksplodiraš. Bomba, bomba, pazi kaj gasiš, bomba, bomba, skapo ke platiš, bomba, bomba, begaj odmah, ne sum, bomba platonska. Bomba, bomba, pazi kaj gasiš, bomba, bomba, skapo ke platiš, bomba, bomba, begaj odmah, ja sum, bomba atomska. Ti ne me poznavaš, štom taka igraš, no ke ti kažem, mnogo riskiraš, veke te naučim, brojam do 10, sega sum dobra, porano greše, baš me nerviraš, ke eksplodiraš. Bomba, bomba, pazi kaj gasiš, bomba, bomba, skapo ke platiš, bomba, bomba, begaj odmah, ne sum, bomba platonska. Место број 4. Зуица Лазова. Скопје. Со музика, сонцето пак се раѓа со музика, таму задводно паѓа со музика. Животот овде тече од Ѓорче па до Лисиче. На празници секој со секој слави во чаршија, баклава ке се прави на коледе, дечиња пеат збрани, кој тоа ке го забрани. А пак Вардар уште не се умори, први зори, помсори вари. Ej, Skopje naše jajce vacano, so belosvetski boji. Ej, Skopje glaven grad na Balkanot, vo nego baš site sme si svoji. Место број 3. Татјана Стефановска. Какво срце имаш ти? Трето лето чекам, а тебе те нема, здравото моќ ми го зема.
Место број 2. Андријана Кеш, Заљубена. Ajde сега биди фраjer, биди šik. Mik, 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 mik. I presite tajno dajna migni mi. Nikoj da ne vidi. Ajde сега биди фраjer, биди šik. Mik, 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 mik. I presite tajno dajna migni mi. Nikoj da ne vidi. Jaz bez tebe ne možem. Eden den da živejam. Taka su mo sudena. Vo tebe zaljubena. Јордан Митев имал доста тешко детство. Меѓутоа, сега му се заблагодарува на Бога за се што има. Погледната за што се работи. Јордан Митев, имате интересни почетоци. Какви се тие? Сите почетоци се доста интересни и доста тешки. Меѓутоа и добро е што е така, бидејќи тешките почетоци ве прават тоа што треба да бидете вистински веќе понатаму кога ќе се развие целата приказна. Веќе имам кажано доста пати на многу интервјуа во многу весници дека потекнувам од селото Подареш Радовишко. Од едно скромно семејство каде што значи целата наша, да речем, екзистенција била од земјоделие и како да ви кажам, самото тоа кажува каков понатаму ќе ви биде животниот пат. Многу вложен труд, значи многу голема борба со животот, кое што, да бидам искрени, не се опишува со зборови, бидејќи таквите работи не може да се објаснат со неколку реченици и нема зборови кои што може да се кажат, едноставно тоа треба една подолга емисија каде што ќе се кажат многу повеќе работи, но јас сум, пак ќе кажам, многу среќен и задоволен што таков беше почетокот, тежок, и ако повторно би имал прилика да одберам во некој друг живот како да почнам, повторно би го избрал истиот пат, бидејќи само таквиот пат може да ве донесе на невистински пат, кој што од него кога ќе застанете, цврсто, значи од него нема бегање и не може никој да ве спречи освен тоа што рекол Бога да биде така или да не биде така. Така да секогаш даваме еден совет на помладите и на тие кои што сакаат да почнат, секогаш некако одберат потешкиот пат, бидејќи само потешкиот пат е најсигурен. Останатото е сето моментално, кое што ако е многу лесно, нема шанси да биде многу добро. Значи мора да поминете тешко за да покасно целото тоа, значи прво го се почитувате самите себе и ги почитувате сите, бидејќи сте научени работите да ги гледате од оздола па нагоре, а не од озгора надолу. А сега, како гледате вие, бидејќи веќе не сте на тоа, како што вие умеете да кажете, скромниот живот, веќе сте на многу повисока нога, како сега гледате на работите? Колку Јордан си има сменато сега во овие моменти кога сте на врвот на кариерата и се што имате постигнато? И се што имате во моментот во животот? Видите, можеби кога ќе ме погледнете така од надвор, тоа можеби не изгледа така, дека еве
сум едноставен или дека нешто кај мене се случува, не знам, многу чудно. Меѓутоа, верувате дека јас сум едноставен човек и секогаш ќе останам така, бидејќи едноставноста е нешто што човекот го краси, без разлика што имате, колку имате, што имате направено во животот. Значи, сепак сме ние луѓе од крв и од месо, сите сме, да речам, исти пред Бога и јас сум научен да бидам едноставен и таков ќе останам. И сега, тие што не ме познаваат, секогаш првиот впечаток може да биде негативен и може да делува вака или онака или да кажат некој погрешен суд. Меѓутоа тоа е нормално за човекот, но верувате, јас сум многу едноставен човек кој што точно си ги знам моите корени, моите темели и јас од тоа не бегам никогаш и не сакам да бегам. Значи мене ми е убаво да бидам едноставен и верувате, не се сами од себе не се доживувам како нешто да сум кој знае што. Можеби на моменти тоа ќе го употребам кога навистина мора да се употреби, бидејќи некогаш самите ситуации ќе ве донесат до ниво да вие седнете на маса и кажете па чекај сега, извини, јас имам направено ова. Меѓутоа тоа е во многу исклучителни случаеви, но секогаш се трудам да бидам едноставен и пак ќе кажам, таков ќе останам за секогаш. Дали се дружите со истите другари кои што сте се дружеле и пред да бидете ова што сте? Апсолутно. Јас сакам да седнам на кафе со мои другари од детството кои што потекнуваат од моето село и иако имаме многу, да речам, многу малку време и ретко се гледаме, сепак мене воопшто не ми представува проблем да седнам со било кого и да поразговарам. Поготово ми е посебно задоволство на душата кога ќе видам луѓе од моето место кои што заедно сме растеле, сме биле под, да речам, заеднички, почетоците ни биле заеднички, сега кој како се развил понатаму во животот, тоа е и резултат на талент, резултат на среќа, бидејќи во животот има многу работи кои што ќе допринесат да вие одите по еден или некој друг пат. Значи, едноставно, јас верувам во судбина и ако судбината така напишела дека вие треба да одите по тој пат и треба да направите нешто, тоа така и ќе биде. Меѓутоа, тоа не значи дека останатиот кој што останал на одредено ниво, дека е помалку добар или помалку невреден. Едноставно не се поклопиле картите, не се поклопиле коцките да тоа испадне некоја подруга приказна. Така да, верувате, јас сакам да се дружам со луѓе кои што се, да речам, не успеале да направат нешто повеќе и таков е мојот круг и не ми представува проблем да бидат дел од во мојот живот и во моето живење, затоа што ги почитувам сите. Без разлика кој што е, како е, дали е некаде горе или некаде долу, сите сме исти. Што ви е најважно во животот покрај музиката? Кои се вашите вредности? Најважно во животот, освен музиката, освен кариерата, веќе па можеби и на прво место тоа ќе дојде. Тоа е семејството. Значи, семејството е нешто кое што знаеме дека секогаш се тие тука за вас, без разлика на се. Значи, можат сите да ве остават, меѓутоа семејството е тоа кое што и во добрите и во лошите моменти сепак тоа е до вас и јас имам максимална почит према мојата фамилија. Едноставно тие се луѓе кои што за мене представуваат и инспирација за понатамошните чекори во животот, затоа што сите ние сакаме да се докажуваме пред сопствената фамилија, да покажеме дека ние сме вредни, да бидеме дел од тоа семејство, да го направиме тоа семејство, да бидат горди на нас. И тоа е тоа кој што мене навистина јас сакам да го правам, да мојата фамилија биде горда во позитивна смисла, да биде горда на мене. И се трудам секогаш кога можам и кога не можам да помагам на мојата фамилија на секој можен начин. Вашите родители моментално живеат во вашето родно место, ако не се лажам, така ли е? Дали често одите да ги посетите таму, дали можеби некогаш сте ги поканиле со вас да тргнат некаде на турнеја да се прошетаат? Тоа се случи за прв пат пред месец
И нешто, значи, за прв пат комплетно мојата фамилија ја однесов на мојот концерт кој што беше последен во Швајцарија. Тоа беше една од моите, да речам, желби кој што ми се реализира. Сакав еден ден мојата фамилија, тоа ми беше желба, значи, замислена, да сите ги качам во авион и отидеме некаде на едно патување. Тоа се случи. И за моја среќа тоа беше комбинирано заедно и со концертот и заедно со едно кратко патување во Швајцарија. Така да им го посакувам тоа на сите кои што си ја сакаат фамилијата да го направат тоа, бидејќи на крајот од криштата животот е многу краток и само спомените ќе направат да ние се чувствуваме исполнети или неисполнети на крајот од се. Јас, пак ќе кажам, сум навистина многу среќен што успеав мојот сон да биде реалност и среќен сум што заедно со музиката и со оваа професија успеав да направам нешто за себе и за мојата фамилија. Јордан, Македонија, знаете дека е горда на вас и тоа го знаете по вашите концерти, по вашите фанови. Јас сум сигурна дека исто толку се горди вашите родители, особено се уште погорди бидејќи тоа е нивното чедо. Јас посакувам се повеќе да ги правиш горди и се повеќе да ги носиш со себе на турнеи и да присуствуваат на твоите концерти. Ние се гледаме повторно со уште побави работи и со уште поголеми чекори во кариерата. Ви благодарам, ми беше големо задоволство што денес се дружевме овде на Матка заедно и се надевам дека ова нема да биде наше последно дружење. Ќе имаме уште многу убави поводи за разговор и за дружба. Останете ми живи и здрави, посакувам успех во работата и поздрав до сите гледачи на Folk Exclusive. Вашите гласови одлучија на првото место на топ листата да се најде Јордан Митев со песната "Кажи да, моја најмила". А предлог за оваа недела е Наум Петревски со "Птица бела". Повторно чујте ги овие преубави песни. Предлог за оваа недела: Наум Петревски, "Птица бела". Кај си, моја птицо бела, кај си што те нема, кај ми одлета. Лежам, птицо, сам и тажен, овој живот лажен, го проколнувам. Немам срце ниту сила, в душа имам, немам ништо без неа. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам и да ја заборавам. Оди, летни птицо бела, преку сите неба ти пронајди ја. Птицо бела, дали колку мене тата гува. Немам срце ниту сила, в душа имам, немам ништо без неа. Цели ноќи пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам, сакам да заборавам.
Место број 1. Јордан Митев. Кажи да, моја најмила. Денеска сум ептена многу кефлија, собрапија со мене тајфа колема. Враце носам прстен, бурма венчана, ќе те барам да ми бидеш невеста. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Татко ти да знае, а и мајка ти, носам тарој сватој еми музики. Ширум ваште порти, отворете ги, викнете ги сите ваши роднини. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане. Твојот сокак нека ечи вечерва, свирете, а сега сватба голема. Ајде, татко, налеј вино, ракија, мајко, фати оро се до небесна. Кажи да, моја најмила, биди ми за навек, моја љубена. За тебе, за мене, бијат срца две, така и до века нека остане, нека остане. Утре е сабота и веќе знаете дека во 15 часот и 30 минути не смеете да пропуштите Фолк Естрада. Погледнете кој ни гостуваше. Баш им правам чест на сите, должна почит секому. Давам, враќам се со добро, а со лошо никому. Давам, враќам се со добро, а со лошо никому. Дами и господа, ова момче веќе долго време го нема на страдата. Но ние го викнавме и ќе го натираме повторно да се врати на неа. Господинот Горан Тодоровски. Години на тежна
побелеле. Многу лета радке во солзи легнувам, не знам дали ке се разбудам. Многу лета радке во солзи легнувам, не знам дали ке се разбудам. Пијан да бев ке се одрезна. Може би не го памтиме сите твојот лик, меѓутоа Пијан да бев, ќе се отрезнев е песната која што многу добро ја знаеме сите ние. Дали е таа песната која што сте најгорд? Може ли да прекинеме? Ке ми се обраќаш на ти, иначе нема да разговарам. Добро. Ајде. Пишман сум за моите лаги, пишман сум за моите тајни, пишман сум што ми те изгубим. Се за џабе, прости ми. Ама застанав и тежиштето го префрлив на На здравата нога, така ја отпеав песната, полу хендикепиран, нели? И потоа се заблагодарив на публиката и заминав, нели, со Без стегнати никој заби. да примети, вие тоа го направивте. Да. Браво. Да. Кој ние? И сите биле што биле на сцената, ве криела, те криела. Не, па не во принцип не ни знае ни другите. Значи сега вака, што ќе направиме оваа година, ветувате албум? Вето, мајте. Со оглед на тоа дека песните се готови, што не би ветил. Само некој ако ме подбуцне да одам да се сликам, пошто тоа ми е некако најнеомилениот дел од фала, ама сега одма да одам. Одма после снимањата. Како божица на ова моја тажна песна, како кралица на ова мое тажно срце свине жето. Ја седе среќата, побегна со неа, нема веќе радост, нема веќе смеа, нема веќе смеа. Толку за денес, јас ви закажувам средба во понеделник. Имајте убав викенд и не заборавајте утре да гледате Фолка страда во 15 часот и 30 минути. Довидување.